Мировно образование, значење на религиските празници, бадники Божи. Обичаите што се изведуваат на бадники Божи се разликуваат од регион до регион, па дури и од село до село, но она што е заедничко секако се богатата софра што се подготвува на бадник навечер, коледарскиот оган и бадниковото дрво, како и коледарските песни. Бадник или Коледа е денот пред роденденот на Исус Христос, според христијанската традиција. Зборот бадник веројатно доаѓа од старословенски да бидеш буден и таа ноќ, како што запишал Шапкарев, сите домашни луѓе не заспиваат, туку преноќеваат будни. Та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена бадник, односно будник. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечерна на бадник. За бадник трпезата секогаш е постна, но исклучително богата. Постна сарма, граф, компир, риба, зелни, овошје и слично. Пред да започнат домашните да вечераат, домаќинот го отварал прозорецот и го поканувал Дедо Боже на вечера со зборовите: "Повели Дедо Боже да вечераме." Обичај е по вечерата софрата да не се крева. Храната останува цела ноќ, а во некои места така останува во текот на 3 дена додека се празнува Божик. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде Дедо Боже и ќе се нахрани од оваа трпеза. На бадник во секоја куќа се меси кравјаче, пита или повеќе во која се става пара. Вечерта, кога сите ќе седнат на вечера, домаќинот кога ќе ја прекрсти и ќе ја благослови трпезата, го крши кравјачето на толку делови колку што имат членови семејството, оставајќи уште еден дел за Бога и за куќата. Сите присутни во овој дел од кравјачето ја бараат парата, и оно што ќе ја најде се смета за несрекниот во годината што предстои. Богати обичаи и верувања на бадник се поврзани со одредниот оган, како и со горењето на дрвото наречено бадник. Во врска со обредните коледарски огнови е обичајот коледица. И денес, како и во минатото во селата и во градовите, во сите краишта на Македонија, помали или поголеми групи деца палат оган и го прескокнуваат. Бадник, уште од самото утро во секоја куќа се слуша гласот на децата коледари, кои што со коледарските песни за здравје и берекет го символизираат гласот на ангелите за раѓањето на Исус Христос. Домакинките им даваат костени, орави, јаболка, круши, за да го зачуваат овој убав обичај кој што се пренесува од колено на колено. Ова се денови кога секој треба да заборави на лошото и да ја даде можност на добрината да ги усреќи луѓето. Дури и најнесреќните и најбедните треба да се обитат да стават насмевка на своите лица за овој ден. Барем за момент, секој треба да научи да простува и да го отвори своето срце за другите. Една од најпеаните песни што и сега се пее во овие случаи е Коледе леде. Ја среќаваме и во запис на Бојаджиев, објавена во 1893 година. Раѓањето на Исус. Според апостолите Лука и Матеј, ангелот Гавриел бил испратен кај една многу добра млада жена која се викала Марија. Бог нејзи подарил син, Божи син. Јосиф бил претпоставен да ја помогне на Марија во грижата за него. Ангелот Господов му се јавил на сон на Јосиф и му рекол: "Марија ќе роди син, а ти ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде спасител на својот народ од гревовите." Името Исус значи Господ спасува. Пред неговото раѓање, Јосиф и Марија били упатени од Назарет до Витлеем со мало сиво магар. По долгиот правлив и каменен спад, преспивајќи по карпестите предели, конечно унутре пристигнале во градот, просторот во пештерата, ноќта помеѓу сабота и недела, на 25 декември стар стил или на 7 јануари по нов стил. Тогаш Пресвета Богородица го родила Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Раѓајќи го без болка како што го зачнала и без грев од Светиот Дух, а не од човек, таа му се поклонила како на Бог. Ноќта кога е роден Исус Христос, овчарите, набљудувајќи го небото, забележале силна светлина, која што не е ништо друго од јадници ангели. Следејќи таа светлина, тие стаселе до штала да се израдуваат на радосната вест. Упатени од Божиот ангел, дошли и мудреци, носејќи му дарови, злато, ливан и смирна. Овие дарови символизираат ливанот како Бог, смирната како човек и златото како цар. Подоцна таа ноќ тројцата мудреци сониле чудесен сон. Кога следното утро откриле дека сите тројца го сонувале истиот сон, решиле да го послушаат ангелот и да не се враќаат во Ерусалим, користејќи друг пат за дома. Но пред заминување уште еднаш се упатиле кон шталата, каде што биле веќе дојдени и овчарите. Раѓањето Христово не беше случајно, туку за да се покаже дека целиот свет е една темна пештера која што само тој може да ја осветли. По раѓањето на Бог, тој испратил ангели да им укажат на луѓето за раѓањето на неговиот син. Тие дошле да го видат овој прекрасен настан.
Витлеем представува несветото место за христијаните токму пред Исусовото раѓање. Просторот у кој што тој е роден е означен со сребрена ѕвезда со 14 крајци. Овде секоја година илјадници посетители доаѓаат да го видат и да се поклонат пред светото место и црквата раѓањето на Исус Христос. Витлеем е особено преполн во деновите кога се слави Христовото раѓање. Од тука Божик се слави 3 пати во годината. Според Лука, Исус имал околу 30 на години кога бил крстен. Во Евангелието е запишано дека Исус бил крстен од страна на Јован Крстител. Крстењето на Исус според Библијата се смета за почеток на Исусовата јавна служба. Според Евангелието Исус дошол во реката Јордан, каде Јован Крстител проповедал и масовно го крштевал народот. Матеј пишува за Јовановата правобитна неодлучност да го крсти Исус, сметајќи дека Исус треба да го крсти него. Според Евангелието на Марко, по крштевањето на Исус, се видело како небото се отвора и како духот представен со гулоб излегол од него. Евангелието на Јован не го вклучува крштевањето, но сведочи дека Исус е оној кој што е Божиот син. По крштевањето Бог го онел Исус во пустина, каде тој постал 40 на дена и ноќи и каде бил искушуван од сатаната и 3 пати го победил во сите 3 искушенија. Божик е денот на Христовото раѓање според христијанската традиција. Тоа е втори најголем празник во христијанството после Великден. Црквите кои што го користат Григоријанскиот календар, вклучувајќи ги сите католички, протестантски и повеќето православни цркви, го прославуваат на 25 декември. А црквите кои што го користат Јулијанскиот календар, вклучувајќи ја и Македонската православна црква, го прославуваат Божик на 7 јануари. Во повеќето земји во светот, со значителен дел на христијанското население, вклучувајќи и Република Македонија, Божик е празник и е неработен ден. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. На Божик рано изутрина започнува богослужба во црквите. Причесната следува по службата кога искараните треба да се помират и да се поканат меѓу себе на гости. Во некои села во Македонија по богослужбата девојките одат по воштарниците и ги врзуваат дрвјата, за да се сочуваат од разни болести и да бидат плодни. Овој обичај е проследен со песни. Исто така со Божик е поврзана и поговорката: пред Божик и зад Божик дома да си. Што има значење дека за време на големиот празник треба да се биде дома во округот на семејството и тука да се слушне да се прослави радосната вест за раѓањето на Спасителот. Историја на празникот. Празнувањето на раѓањето Христово се појавува уште во почетокот на христијанството, најверојатно во апостолскиот период. Апостолските правила одредуваат ден за празнување на Христовото раѓање, 25 декември, покажувајќи ја смислата на тој празник за црквата. Внимавајте, браќа, првиот празник меѓу празниците е Христовото раѓање. Времето кое му претходило на Христовото раѓање било исполнето со длабоки чувства за едно безгранично зло. Во тој момент се чувствувала несигурност во тоа време. Светот пред Христовото раѓање наликувал на добро изорана нива, подготвена да го прими семето на вечниот живот, начело на едниот век. Божик е празник полн со символика. Неговата суштина е во љубовта, простувањето и милосрдието, а не во формата, која секако е одраз на суштината, но која ништо не значи доколку него шири духот на љубовта и милосрдието.